Очигледно е дека после 20 години власт, вие во ДУИ имате изгубено контакт со реалноста и што е вистина и што не е вистина, па заборавивте дека периодот кој што го критикувавте, бевте со ВМРО ДПМН заедно на власт и ги носевте заедно законите со нас. Тоа е едно. Второ, 61, па да, затоа сега ќе имаме 61, за да не бидете вие на власт. Второ, каде видовте вака со многу големо подценување на интелектот на пратениците настапувате, ама тоа, знаете како, не е ваша грешка, туку е грешка на помалиот коалиционен партнер и на сите оние кои што ќе го гласаат ова законско решение. Каде има идеен проект? Каде е трасата? Па зашто на медиумите не им кажете? Еве да видиме сите каде е трасата, каде е идејниот проект и зошто на крајот на денот го менувате законот ако се било по-старо? Зошто носите 5 пакети на закони ако се било по-старо и ако не е вистина тоа што ние го говориме? Зошто побогу се дерогира цел правен систем за да некој во своите џебови стави големи пари? Ке збориме ли за надзорот? Ке збориме ли за надзорот? Кој го зема? Да, надзорот, кој? Па нели ви е срам малку вака елементарно почитување да имате кон законодавната власт? Елементарно почитување бараме. И вие мене тука ќе ме убедувате дека ова било се во ред и дека замислете, видите што вели, па се ќе се биде постаро, па ако е постаро зошто менуваме закони? Кои рокови? Јас да ви кажам, од ова нема ништо да биде, исто како фабриката за автомобили во Тетово што ја најавувавте како партија, ама ќе страда буџетот ќе страда на државата. Тоа ќе биде. А инаку од ова, јас искрено не верувам дека нешто ќе биде. А и околу ова да прашам, кај бил во Црна Гора за да потпише анекс? Сакате да ми кажете дека сега со присуството во Црна Гора ќе се легализира европското знаменце? Ќе го легализирате на некој начин? Не, како велат старите? Криво дрво насадено не расте право. Значи, ова се е криво насадено и не може од ова да произведеме вистински плод. Значи, толку многу го руиниравте правниот систем во државата и во континуитет ќе видиме дури не ни знаеме што се ќе произлезе на патот кон остварување на оваа стратешка цел. Што со археолошко наоѓалиште? Што со нивите? А дали е точно дека на ваши луѓе им велите купувајте земја и градете, само вие ја знаете трасата изгледа, градете дивоградби ќе ви ги легализираме? Мислам, ја стварно веќе немаме коментар. Ова е, како може уопште да го слушате, како може да велите во јавноста дека се ова ние што зборуваме е невистина. Па ви се молам, дајте малку почит, вие сте гости тука, треба кога одиш на гости го почитуваш домаќинот. Не е вака да ми кажувате приказки тука не било вистина и што било во време на ВМРО. Па во време на ВМРО и вие сте биле со нас во коалиција. Немам друг коментар, тоа е.